Почитувани, добар ден, јас следите Црвена линија. Насилството врз жените во Македонија е сериозен и долготраен општествен проблем што не смее да се релативизира. Физичко, психолошко, економско и сексуално насилство се случува зад затворени врати, но и пред очите на институциите. Според податоците на Министерството за внатрешни работи и извештаите на Хелсиншки комитет за човекови права, годишно се регистрираат стотици случаи, додека реалната бројка е многу поголема поради непријавувањето. И покрај усогласувањето со Истанбулската конвенција останува прашањето дали институциите реагираат навреме или дури по трагедија. Денес во Црвена линија, почитувани, ве прашуваме дали институциите реагираат навреме или само по трагедија. Кога сме кај прашањата во Црвена линија, потсетувам дека во текот на целиот овој ден објавена е и анкета, поточно на Инстаграм. Она што треба да го направите за да земете удел во анкетата е секако да го заследите нашиот профил Црвена линија на Инстаграм, како и профилот на Телма телевизија, а потоа да кликнете на Инстаграм стори. Еве што ве прашуваме. Дали има насилство зад затворени врати во вашето соседство? Како што гледате, две опции за одговор да, не, почитувани. За учество кликајте на полето кое што го содржи вашиот одговор. Значи, ако е да, кликате на ова поле, ако е не, кликате на ова поле. Секако ве потсетувам дека за учество во Црвена линија потребно е да се заврти нашиот веќе добро познат број 023070005. Ве замолувам, особено оние кои што ќе се вклучите прв пат во Црвена линија, а верувам ќе ве имаме и такви, имајте на ум задолжително да го намалувате целосно тонот на ТВ приемникот. Потоа секако избегнувајте да своите одговори ги давате зборувајќи преку интерфон и спикерфон. За разговорот и вклучувањето во Црвена линија во живо користете само телефонска слушалка. На самиот почеток, пред да започнеме со вас, да го погледнеме и прилогот на Марија Битева. Пријава за семејно насилство предходела нападот од балкон на Ивана и незината 6-годишна ќерка Катја, а незиниот сопруг Стојанче Јовановски уапсен и се гони за неколку кривични дела. На 2 март била примена пријавата за расправија меѓу сопружниците, пошто полицијата се упатила на лице место, а Ивана изјавила дека немало физички контакт меѓу неа и незиниот сопруг, дека се работело за недоразбирање, не бара поведување на постапка и дека брачните односи ги решава преку барање за развод. Министерот за внатрешни работи Панчо Тушковски изјави дека во текот на 2025-та и оваа година имало неколку пријави за нарушени меѓучовечки односи и физички напади меѓу сопружниците, но Ивана се откажувала од постапки, а министерот потврди дека полицијата и покрај тоа треба да постапува кога има загрозување на сигурноста. Треба да постапува и полицијата постапувала и за многу голем број од она што сум информиран од дејствијата кои што ги превземала. Имаме повратно од страна на жртвата дека немало физички контакт, немало насилство и така натаму и така натаму. Дозволете ми, јас не тврдам дека полицијата постапила совршено во изминатиот период од година, 2, 3, колку што траела сето ова кое што се случувало претходно. Истрагата ќе ја спроведеме максимално во детали и ќе утврдиме се што е од значење за истата. Иако кај Ивана немало телесни повреди и кобниот ден се откажала од постапката, сега полицијата има и видео од денот на незината смрт, како Јовановски ја удира. Министерството за внатрешни работи има обезбедено видеозапис, каде што јасно и недвосмислено се гледа како сторителот, сопругот, ја удира жртвата. Не можам да кажам кога е точно, но тоа е сигурно истиот ден. На Јовановски засега му се ставаат на товар наведување за сторување на самоубиство, нанесување на телесни повреди поврзани со семејно насилство и загрозување на сигурноста. Обвинителството врши детален претрес на станот, кој веднаш по увидот е запечатен и обезбеден.
Според првичните сознанија, во моментот на настанот починатата и малолетното девојче биле сами во станот, заклучени од внатрешната страна. Денеска по наредба на јавниот обвинител се вршат распити на повеќе лица кои имаат определени сознанија, се врши екстракција на податоци од мобилните телефони и се обезбедуваат снимки од видеонадзор и други снимки од неколку локации. Во текот на вчерашниот ден беше наредена и обдукција на починатите. Министерството за социјална политика изврши вонреден инспекцијски надзор во Центарот за социјални работи Скопје. За прв пат сопружниците биле евидентирани во Центарот лани на 7 октомври по барање на Основниот граѓански суд за постапување по тужба за развод. На 2 февруари годинава примили допис од МВР за настан од 19 декември за физички напад на сопругот врз сопругата. Оттаму велат дека нема да дозволат институционални слабости да останат неадресирани. Заштитата на жртвите на насилство и превенцијата од семејно насилство се врвен приоритет и инспекцијскиот надзор е во тек, а по неговото завршување Министерството транспарентно ќе информира јавноста за наодите и за понатамошните мерки. Министерството будно ќе го следи случајот и ќе преземе се што е во негова надлежност за да се обезбеди целосна одговорност и зајакнување на системот на заштита. Против Јовановски имало и 10 кривични пријави за насилен криминал, имотни деликти, недозволена трговија со дрога. Бил фатен со 19 грама марихуана и 7 грама амфетамини во багажникот на неговиот автомобил. Пошто добил мерки на предпазливост, било поднесено и обвинение против него за насилство кон трето лице заедно со други соучесници, како и обвинение за напад врз службено лице, заедно со неговата почината сопруга. Почитувани, денес во Црвена линија ве прашуваме дали институциите реагираат навреме или само по трагедија. Подсетувам особено за оние кои што прв пат ке се вклучите во Црвена линија по вртењето на бројот на 02 307 0005. Намалувајте го целосно и тонот на ТВ приемникот. Не користете интерфон, спикерфон. Време е да почнеме и го велиме првото добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, па дали институциите реагираат навреме или само по трагедија? Кој е вашиот одговор? Не реагираат. Ве слушаме, продолжете. Не реагираат. Јас сум иста жртва на семејно насилство, кој ми е затувано детето социјално, кој што нема никаков допир за детето. Кој е подкупено социјалното со пари и кој што ја навредува цело време мајката за детето. Јас ве замолувам, се извинувам, ќе побараме специјално да биде и продолжено времето. Дали можете да го намалите тонот на телевизорот за да нели можете без пауза да образложите и секако да не ги дадете вашите одговори? Барам Тошковски да влезе во социјалното и да види која корупција и мито се прави за семено насилство и за корупција на дете. Дали има и насилство, забележувате дури и во вашето соседство, покрај она што го споделивте како ваше лично искуство? Колку е честа таа појава? Јас веќе немам насилство, ама имам закани и пријавувано во МВР и во центрите во социјално во Скопје. Добро, какви одговори добивате од таму? Добивам одговори дека сопругот може се што сака бившиот да прави, кој што социјалното е подкупено од него со пари. А и од Министерството за внатрешни работи како реагираат на пријавите? Дали се превземаат мерки? Полицијата презема и вика дали ова судот го решава со вакви пријави и го одиме на суд, кој што судот го остава предметот на социјалното. Добро. Да решава. Така. Дали имате...
судот не се ангажира за вакви случаеви. Така, значи, според вас, Центарот за социјална заштита е клучот во ваквите ситуации, предпоставам? Да, клучот. Добро. Во ред, ако е тоа се, секако огромна благодарност до вас, бидејќи го споделивте своето искуство со гледачите и секако еве ви посочувам и понатаму да ја следите оваа црвена линија, бидејќи токму со вас и ја започнуваме денешната дискусија. Почитувани, ве прашуваме дали институциите реагираат навреме или само по трагедија. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден, повелите. Господите што кажа трагично за искуство, не знам, ова е нешто, да немаме институции. Како можете да кажува дошло до суд, па судот се знае кој е во државата. Тој што одлучува, значи одлучува социјала. Па у таа социјала таму кои луѓе зашто биваат кратни. Или земе затворена и сејки таму. Значи имам сега, памаме на група презентација, меѓутоа имам многу примери чудено. Така да, ја не знам што е со полицијата. Значи на полицијата треба да и се дадат прво одврзани раце. За овој случај што се случи сега на моја улица дека, јас сум овдека повеќе 60 години, немало никакви вакви проблеми, меѓутоа сега овдека ние не знаеме што има пред граните, еве и кој живее, како живее и што живее. Каде е полицијата? Например, еве порано имаше улици што шетава полицајци. Сега еве имат коли, мора пешки диват. Полициска станица пати што прави? 24 часа ќе вртише кола. Полицајцот не е тоа работа. Не е полицајцот да седи в канцеларија и да чека да дојде некој да каже нема. Еве, комшиката пријавила неколку пати на овој случај. Меѓутоа што требало да дојде, да требало ова. Значи институциите, еве снимки гледаме во станова снимка не признава била приватна. Па добро, што треба да се направи? Па едноставно оваа корупција треба да престане. Значи, овие више пријатели, богати се значи, мора да се направи да не... Благодарам за одговорите во црвена линија и секако една напомена, особено за оние кои што е веќе посетам, верувам ќе ги имаме денес во поголем број, оние кои што досега не се вклучиле ниту еднаш во црвена линија, верувам дека и такако ќе имате што да кажете и да дадете одговор во ова денешно издание. Една исклучително важна напомена и во однос на време траењето на едно јавување. Предвидени се 90 секунди, но тоа нека не ве обесхрабрува, бидејќи се додека трае црвена линија, можноста да бидете повторно вклучени е отворена. Да слушнеме какви одговори ќе добиеме од следниот гледач или можеби повторно гледачка. Дали ви се чини дека институциите реагираат навреме или само по трагедија? Секако сте добре додени да ги споделите и личните искуства и во однос на вашето патешествие, доколку сте засегнати од насилство, семејно насилство и како функционираат, да речеме, институциите. Добар ден. Ве слушаме, ве молам само... Сочувство до фамилијата што загина младата мајка и сочувство до сите нас што загине едно дете, за жал, од неосовесни родители. Институциите реагираат навреме или само по трагедија? Корумпирана држава, од да ги бројам чистачите по болниците, до онаму каде што имаме проблем од нашата власт. Кој како дојде и така си проаѓа со пријатели. Ова не е прв случај кој што рипаат од тараси мајки кои што немаат заштита од Центар за социјални работи. Таму е корумпијата на големо ниво, кој што нема кој да влезе и да ги стане сите тие таму кои што бараат по 100 евра, 300 евра, за да на таткото му се даде детето, за да на мајката и се даде детето. Овој случај сега што заврши со трагедија, полицијата знаела дека тој, не можам да го кажам татко, монструм ќе го кажам, бидејќи не знам што се случувало во животот на таа млада мајка и дете, го фатиле со дрога и го пуштиле да се шета по улиците, да убива уште млади луѓе. Значи, нека се дигне оваа власт малку свеста на, го повикувам Тошковски,
како забрани да возиме на 40, да спуштиме брзината со возилата и така нека го дигне законот на семено насилство. Голема благодарност и вам за вашите одговори во црвена линија. Во продолжение, почитувани, сега кога ќе напоменеме дека не само јавноста, туку бурни реакции по трагедијата во Карпуш има и од страна на невладиниот сектор, конкретно од невладината национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство. Па да го погледнеме интервјуто кое што го водеше Тамара Марковска заедно со Елена Димушевска. Можеби најважната работа која што треба да имаме сите на ум е дека кога една жена доаѓа да пријави насилство во било која институција или пак и во граѓанска организација, ние мораме да го земеме тој случај и таа пријава со најголема сериозност. Она што се случува во институциите и зошто најчесто доаѓа до вакви трагични исходи е затоа што пријавата на за насилство не се зема со сериозност. Не се прави процената на ризик која што треба да биде направена во моментот, туку многу често само се заведува како, да речеме, во полициските станици како поплака, по поплака нема никакво постапување, или во Центарот за социјална работа се наоѓа, се повикува сторителот на разговор, па тој се советува дека не треба да го повтори насилството. Што конкретно треба да се преземе за да не се повторат вакви трагедии? Независно од формата на насилство, процената на ризик мора да покаже колкава е веројатноста. Ако има веројатност да се повтори насилството, тогаш веднаш ние имаме согласно законот привремени мерки за заштита, отстранување на сторителот од домот, отстранување на жртвата од домот. Тоа сите поднатамошни чекори кои што ќе се превземат зависат од оваа процена на ризик. Следните постапувања, привремена мерка за заштита, ако тој ја прекрши, мора да биде казнет. Казнувањето на сторителите во нашата држава е толку благо, да не речам не постои, затоа што за повторени насилства се изрекуваат условни казни. Постојано се наоѓа изговор зошто тој го извршил насилството, па дали било насилство, па дали таа го испровоцирала. Постојано се отвараат дебати. Кој бил крив? Тука не треба да постои дебата. По вчерашниот трагичен случај, што очекувате сега институциите да направат? Она што очекуваме во најскор можен рок, а кога викам во најскор можен рок, мислам на денес, да бидат суспендирани сите оние кои што биле на било каков начин информирани и можеле да постапат. Дали со Центар социјална работа, дали е тоа полиција, дали е тоа јавно обвинителство. Сите да бидат суспендирани од своите работни места додека не се заврши истрагата и додека не покаже нели точно, а после тоа од кога ќе се покаже кој не постапил согласно закон, да се има соодветно кривично гонење, затоа што и службените лица кои што не ги исполнуваат своите работни задачи, одговорности и обврски, исто така може да бидат кривично гонети за непостапување, затоа што инаку зашто ги правиме ние законите ако никој не ги почитува? Почитувани, а сега го ќе ве потсетам не само за овој случај, туку и за секое што сакате да бидете информирани брзо, квалитетно, се разбира. Кликајте редовно и на telma.com.mk. Во однос на она за што зборуваме денес во црвена линија, еве ќе издвоиме и дел од насловите. Министерството за социјална политика изврши вонреден инспекцијски надзор во Центарот за социјални работи. Инаку, постапувајќи согласно законските надлежности и принципот на должно внимание, Министерството веднаш изврши вонреден инспекцијски надзор во Центарот за социјални работи Скопје со цел целосно и непристрасно утврдување на фактичката состојба и начинот на постапување на институцијата. А ние во црвена линија ве прашуваме дали институциите реагираат навреме или само по трагедија. Добар ден. Добар ден. Се јавам прв пат. Сите сме навистина во една ситуација тешка, затоа што не е прв пат да слушаме исто така случај за случај во Куманово кога загина или беше утепена млада девојка од својот дечко. Институциите не се ажурни. Долг е патот додека жртвата добие
било забрана на тој насилникот што ја тепа, што ја малтретира, да не се приближува или да биде заштитена или да биде преместена или нешто се случи. Жртвите тие, го слушам министерот и мене е јасно кога потенцира, жртвата ја повлекува мислам пријавата. Па нормално, како нема да ја повлече, затоа што знае дека ќе биде утепана. Она е уценета, ако ме пријавиш, ќе те утепам. А да се докаже, додека се докаже, ќе биде утепана. И на крај, толку долгогодишно малтретирање, тепање и сите да знаат цела зграда и никој да не дојде да ја помогне на таа жена и тоа јавно детенце, да ја заштити и да не реагира, мислам, тоа е жално и срамотно од сите. И од полицијата што доаѓаше, и од социјалните служби што нејзините пријави не ги земале сериозно. Значи, треба некој да се утепа или треба не знам как. Големо благодарам, драго ни е што еве и за прв пат се вклучивте во Црвена линија. Верувам дека од сега па натаму ќе бидете секогаш дел од секоја една дискусија и секоја една наредна тема. А во однос на оваа денешна, секако ќе издвоиме и коментар она што го напиша Тијана Ивановска, бидејќи навистина на интернет имаше неизмерно голем број реакции и објави. Па еве што напиша Тијана Ивановска. 2 години работев како психолог во анонимен шелтер за жени, жртви на семејно насилство и уште минимум двојно толку во областа. И сите овие години сум сведок на одвратни случаи на институционална глувост, некадарност и партиски напикани војници во нашето Министерство за социјална заштета. Имам еден тон случаи за раскажување. Например, транспорт на жена жртва со 2 деца од еден град во анонимен шелтер со службено обележано возило на ЦСР без да им текне дека таа жена е сигурно следена и со ваквиот малоумен потек ја ставаат во опасност неа, децата и цел персонал кој ќе работи со неа. Од милиони молења и колења до судот да се изречат брзи мерки за забрана на пристап, додека насилникот стои паркиран пред семејната куќа и се заканува дека ќе го запали целото семејство. Истите тие насилници најчесто се со недиагностицирана психопатија, гранично расстройство, зависности, а неретко и самите се бават со криминал. Тој криминал совршено им овозможува да се стекнат со голема сума на пари, со која потоа подкупуваат полиција, суд, министерства, политичари. И ако по некоја случајно се погоди саглам полиција да го започне случајот, ќе финишираат со консултативен разговор во социјално, во кој ќе ги убедуваат да се смират, пошто така било подобро за детето. Тоа што ние го гледаме однапред, вие го гледате отпосле, откако ќе се случи смртен случај, трагедија, самоубиство. Соседи бре физички се пресметувале со него за да ја заштитат и не сакам да чуем ни збор дека можела поинаку. Не можела, затоа што појма немате вие како е кога некој ти го прати секој чекор, ти се заканува за секоја ситница дека ќе платиш со живот и ти и цела твоја фамилија. Појма немате како е кога животот на слобода ти е поголем хорор од ќотакот што ќе го прекјутиш дома само за да не ве убие сите. Земете ги сите досија, земете ги и чешлајте до секоја точка, сите пропусти да се најдат и да се казнат. Еден казнет насилник не ја прави пролета. Казнете ги муфлосаните бирократи што за ситен подкуп ќе ризикуваат нечив живот. Почивајте во мир. Дали институциите реагираат навреме или само по трагедија? Добар ден. Добар ден, да ти го искажам. Дали сега представува опасност за луѓето во градот или во околината? Затоа што човекот има 10 колку човек се пријави. Моје фатен во колата редим работи. Сега имаме полиција и кога доаѓа ноќе 1-2 како што ги слушат каналите, значи така да можела полиција да не направи контрола кога ќе види некој човек ако има уопште полиција кај нас. Значи да ви кажам стварно е срамота што нема полиција. Овдека на таа улица што ја живеам тука, значи има многу кражби кои на случајно. Да не зборувам и ред други работи, рипање преку овак
преку огради, па на кровови, што ти ја знам, зборам за одега. Полицијата нигде ќе нема. Оттоку ќе се случи нешто. Ајде кога се покражби и други работи разбирам. Меѓутоа за вакви случаи овдека ја не знам, можда ние не знаеме што имаме овдека во тука кој живее и како живее. Полиција е прво што може и таа корупција еднаш да престане. Ако го фатат некој корумпиран, па еве има тие институции, одма да го сменат од работно место. Нека дојде некој што сака да работи. А не ова стварно, ова корупција, ова непотизам, ова е некаде на срамота невини луѓе страдаат. И сега вие имате тако попатен човек и оставате и гледате што. И да знам све нешто кога кај нас ќе се случи трагично, тогаш почнува. Абе дајте еднакшто нека се освестат овие институции, овие нека направат нешто. Не може вака да се живее. Благодарам за повторното вклучување. Почитувани ве потсетувам секако вас кои ви може би полесно да дадете одговор на социјалните медиуми преку пишување коментар, можете да го сторите тоа секако на профилот на Црвена линија, но потсетувам темите ги објавуваме паралелно и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Па еве како изгледаме таму. Прашањето е идентично упатено и кон оние кои што не следат на Facebook, како и оние кои што допрва се разбира ќе ги вклучуваме и не следат во моментот во живо. Дали институциите реагираат на време или само по трагедија? Веќе пристигаат првите коментари, бидете активни и за кусо време секако ќе почнеме со читање на овие одговори. Добар ден. Добар ден. Се јавам од Прилеп, ги слушам сите овие коментари и не ми е јасно како, дали мајката си го одзела живото рипнала и како мајката да го одземи на детенцето живото, го зела сонезе да рипни. Само тоа не ми е јасно мене. Каква е таа мајка? Се извинувам да не донесуваме судови, имаме конкретно прашање. Дали институциите реагираат на време или само по трагедија во нашата држава? Институциите си реагирале на време. Тошковски министер убаво кажа. Не ве слушам. Ние ве слушаме, продолжете. Министер убаво кажа, имало пријави. Кога ќе појдела полицијата, госпоѓата кажувала дека нема физички контакт, нема ништо, нема се. Тоа е во ред. Сега, кој е крив? Кој е крив? Полицијата си постапила. Дали има насилство и зад затворени врати во вашето соседство? Нема. Нема никакво насилство во нашето соседство. Какво праша и да сега? Да, неретко, нели, токму и соседството е тоа кое што може да забележи, како и во овој случај, и секако да постапува и реагира. Неретко, еве, ке подсетиме, кога станува збор за семејно насилство, дури и оние... Слушајте. Кажете, ајде, повелете, ве слушаме. Бидејќи тајмерот се исклучи, јас верував дека гледачот заврши во предвидените 90 секунди, бидејќи не го видов тајмерот, не беше објавен, најверојатно истече времето. Го поздравувам и му се заблагодарувам. Ке подсетиме дека неретко не само во нашата држава, туку генерално понекогаш од огромно значење да се спречи трагедија или злосторство е кога и соседството не молчи, односно навремено постапува, реагира и пријавува кај надлежните. Продолжуваме со вас. Кога станува збор за институциите, реагираат ли навреме или само по трагедија? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете во Црвена линија сте. Благодарам што ме вклучивте. Имам скоро 60 години и додека тика да ме вклучите, се поминали из глава сите мои 35 години брачен живот или живот како жена, како сопруга, како мајка. Иако сум високо интелектуално образувана и можам да ги контролирам обичаено моите емоции, сега морам да ви признаам дека тоа многу тешко ми е. Зошто? Затоа што како сите други, што се јавија претходно, и за жал сите кои што веќе се починати жртви на насилство,
на семејно насилство. Не ве слушнав, извинете. Ние ве слушаме многу внимателно, продолжете. Институциите затајуваат, за жал. Јас ги разбирам институциите. Тие се влезени во таа, како да кажам, корумпирана машинерија од социјални службеници до полицајци. Верувајте ми дека, иако неколку пати сум пријавувала семејно насилство, ми било кажувано, ајде невесто, тути тамо, па тој ти е сопруг, или нема да го пријавуваш, што е во насилбава познат лик, ќе си имаш проблем утре, ајде легнете си, ќе се смирите. Тоа сум го слушала и од матичен доктор, кога сум отишла со модрици, и од социјален работник, кога сум отишла да го пријавам случајот, и од локален полицаец, началник, не е важно. Ситуацијата е многу, многу пострашна, многу подлабока од тоа што вие во емисија го прикажувате, за жал. Клетката на едно општество е семејството, а семејството го прават мајката и децата. Не знам, како на претходните гледачки солзи ми одат на очи. Ве молам, министри, било кој што е по можност, нека направи нешто, нека помогне, пошто ова што ни се случува, оваа декаденција и ова распаѓање на општеството почнува токму од тука. Од нуклеусот на едно општество, тоа е семејството. Неизмерно благодарам што проговоривте во црвена линија и секако што го споделивте вашето искуство со јавноста и оние кои што ја следат во моментот црвена линија. Почитувани, до сега можевме да слушнеме многу вклучувања, многу одговори, многу ставови. И понатаму продолжуваме со прашањето дали институциите реагираат навреме или само по трагедија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Најверојатно линијата е блокирана и тоа време ќе го искористиме секако да ги споделиме одговорите кои што пристигаат на нашата Facebook адреса на ова прашање. Еве што напиша Симон Марија Јакимовски. Секое чудо за 3 дена. За жал функционираат после трагедија за помирување. Дали може да го покажеме коментарот, ве молам? Симон Марија Јакимовски. Секое чудо за 3 дена, за жал функционираат после трагедија за помирување до одреден степен на револтот кај семејствата и народот, а вообичаено воопшто не функционираат. Благодарам, Симон Марија Јакимовски. Бидете активни, давајте одговори во форма на коментари и на Facebook. Да продолжиме со вас, почитувани во живот. Добар ден. Здраво. Здраво, во црвена линија сте. Повелете, ве слушаме. Сега ќе кажам, сум присуствувал на вакви работи, значи каде сопруг тепа сопруга, ма и сопруга како тепа сопруг. Значи ме моје мало, туку мој комшилук. Сум морал веднаш дури да се подметнам во ситуација за да не биде дотичната добро изударана, да се наместам ја у мене да се удара ако треба, само за да не дојде до поголема пеља. Па така сум ги амортизирал, па убедувај, па ова пона. Али тие се запркнати работи претежно завршаваат со разводи, така да не трае тоа долго. А имало и ситуации па кога сопругата го напаѓа сопругот и тоа... Дали институциите реагираат навреме или само по трагедија? Види, институциите само џабе земаат плата од буџетот, ништо не вршат работа. Значи, еве ти колку случаи имаме само за една година. Еве, најголем случај беше кучанските настани. Па видовте колку институциите си ја вршат работата. Да не се оние притисоци од невладини и од секакви организации, нема ништо да се мрдне. Ке си биде тоа така, знаеш, како оној тепани од тепани, така натака и така навака. Значи, нема поплаки, нема жалби, кој е појак, исто како Доналд Трамп што прави по светот. Јак сум, ми се може, ке ве тепам. Така функционира системот, државата
корумпирана, компромитирана и никаква. Поздрав. Благодарност за одговорите. Виднаш ќе ве прифрлам повторно на Facebook и ве што напиша Стојановиќ Тони. Дали сте знаеле, ако го пријавите насилникот, може да заработите казна за лажна пријава? Ве молам да го споделите со јавноста во емисијата. Благодарам. Споделено, благодарност за активноста Стојановиќ Тони. Продолжете да не следите, ако не следите во моментот. Добар ден. Ало, добар ден. Па, господине Љупчо, институциите реагираат ли навреме или само по трагедија? Процедурата е спора. Иначе они си реагираат, меѓутоа во спора процедура. Многу е обемна процедурата на реакција, да ти кажам правото. Не е вие еден проблем за да го решите, може ќе трае година, дена и повеќе. Се е проблемот околу процедурата, затоа што кај нас законите се направени општо и премногу бараат, да не речем, докази. Еве, сите ги спомнуваат полицајците ваму таму. Што може полицаец да оди, ако оди 3 пати на една иста адреса и презима исто мерки за семено насилство? Он може да оди 10 пати. Меѓутоа, ако странката умеѓу време се појават адвокати, па пријавува, па повлекува пријави, што може полицаецот да направи, да ве прашам, за да го процесуира процесот понатак? Ајде кажете ми, што може? Ако не ќе странката да донесе документи за повреди, ако не ќе дојде да пријави во социјално, за да мојата службена белешка се поклопи со настанот. Што сме ние тука моćни? Не сме моćни. Ние знам дека имало проблеми, јас сум интервенирал на такви работи. Но вие одите 5 пати на една иста адреса и 5 пати по и 6 пати. Ја можам да ви кажам, мисля мај веќе пре време. Син зима претепува мајка, татко, дедо, баба, све комплетно. 4 пати одите на иста адреса. И по 5-тиот пат го фаќате за уши и го носите у бардовци. Не ќе да дојде мајката да подпише за да го задржат на лекување, а уживател на наркотични средства. И сега тука сме ние криви, да ме прашам, Благодарам за учеството и одговорите во црвена линија. Еве што напишано под нашата денешна објава на профилот на Телма телевизија Боби Влинтоски. Тешко нас ова социјално, слична работа се случува и во Велес. Се укажува, ма пуста пара и закана што прави со некој вработен и убаво рече министерот Панче. Каде ќе копнеш све мито и корупција, каде и да копнеш све нечесно и до таму скрупелозно, а се работи во овој случај за мало дете. Тешко нас, министре Панче и Фатмир, ве замолувам да пратите луѓе со проблеми да глумат и нудат пари за нивните исценирани случаи по социјалните установи. И ќе се зачудите што се случува и до каде се оди детскиот живот е сведен на нула и не им е важен што ќе се случи. Него боли, ова нема да го прочитаме, си викаат не е мое или од фамилија што сакаат нека прават. Ама парите ги сакаат многу. Тие им се свети и стравот во некој случај за каната им се извинувам на честните работници во социјалните установи, сочувство до фамилијата, ПС никаква реакција во голем број случаи. Дали институциите реагираат на време или само по трагедија? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Вака се разликат институции, а не институциите ги гледаме на телевизија во вашите медиуми. Значи, почнувајќи од првот до последниот стувар, да речеме, некој возбедување. Се слуша на телевизија како се караат меѓу себе. Денеска различности се треба да видат демократија, права, не права. Кога, од кого да земат детска предмет? Од тие што гледаат од прилијет, почнувајќи до било кој пратене упорно, не караат на телевизија. И за какви институции зборуваме? Значи, тоа истото се случува по болници, по секакви институции. Секаде кабли, секаде се не разбира мито корупција. Не разбирам кои институции да реагират. Семејството кубури со примања, значи бараат покачување работниците плата, нема покачување, нема плата. Како ќе ги гледа тие деца, како ќе ги гледа семејството? Не разбирам што не е јасно на народ.
сите се прави на моите. Стварно мислам, не е окей. Институции се караат прибират достав тамо, се караат министрите, се караат пратениците, се караат директорите, се караат шефовите, сите се украва. И ова што се случува е што враќа. Пешаците кои добија право почнаа да ги да имаат смртност. Благодарност за одговорите во црвена линија. Подсетуваме дека навистина сосема разбирливо имаше бурни реакции, но и од неле голем број психолози кои што секако веднаш го споделија своето професионално искуство и секако својот став во однос на ваквите случаи на насилство. Еве што напиша и Дора Попова Узуновски. Пред неколку години имаше повик за здруженија за проект обука за работа со насилници, не со жртвите. Таргет беа психолози, социјални работници и така натаму. Јас се јавувам на повикот од името на Македонската асоциација на психолози и психотерапевти и разговорот тече вака. Добар ден, заинтересиран сум за проектот. Дали може да ми објасните малку повеќе? Навистина, вие сте прва што се јавува да покаже интерес за проектот, а веќе со недели стои отворен повикот. На многу добра линија бев со соговорничката од другата страна. Заклучокот беше дека е џабе работа со жртвите, ако во општеството не престана да се множат насилниците. И да се работеше за проект каде што психолози и терапевти треба да работат со насилниците, а не со жртвите. Условот за работа беше, ако се работи со насилникот, не треба да се застапува веќе жртвата од другата страна, зашто во таков случај би имало осуда кон насилникот и пак нема да има резултат. Целта е ресоциализација на насилникот. За жал, поради други околности и ситуации не успеавме да го добиеме тој проект. Што мислите, колку професионалци се навистина подготвени да работат со насилниците, а не со жртвите? Колку професионалци имаат слух и стомак да го слушаат насилникот, да го следат неговиот говор на тело, да бидат катализатор на неговата агресија? Знаете која беше реакцијата на речиси сите лаици околу мене? Ајде бе, Дора, ке работиш со смрдливци и со шлајмот, батали, не ти треба. Овие смрдливци никој не ги пипа. Ни закон, ни центар за ресоциализација, ни програма има за нив, не се ниту казнети. Нема ништо. Ланецот на насилство не се прекинува со едукација на жртвите, се прекинува со лечење на насилниците. Се кине главата на змијата, а не незината опашка. Дали институциите реагираат навреме или по трагедија? Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Ве поздравувам вас. Благодарам. Ништо не функционира кај нас. Ништо, значи. Ништо не функционира. Откако ќе се случи некоја случка и после сите. Ова беше вака, она беше така. Значи, тој требаше да биде приведен. Приведен требаше да биде. Веќе е приведен. Ами сега, да. Сега е приведен. Сега е приведен. Откако се случи случката. Жртвата, што треба жртвата да направи? Што треба жртвата да направи? Да земи да го отепа, има и такви случаи. Значи имаше и случај во Велес. Полицаец. Жртвата го отепа полицаецот. И? Што? Значи што треба да направи таја? Значи немало кај да оди. Немало на кого да се пожали. Значи таја се жалела. И? Што сега? Кој е крив? Жртвата не е крива, значи институциите се криви за се. Значи доцна си ја брка работата. Многу доцна, откако ќе се служи случка. Бидете поздравени, Тина, ве гледам нон-стоп. Благодарам за учеството и секако за тоа што не следите, но и активно учествувате. Останете со нас. Ние и понатаму ве прашуваме дали институциите реагираат навреме или само по трагедијата. Повелете, ве слушаме. Добар ден.
Дали се слушаме? Секако предност даваме на гледачите во живо, јас ќе се обидам уште еднаш. Секако анкетното прашање ќе потсетам, многу го поставуваме и во живо. Дали има насилство зад затворени врати во вашето соседство? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Па институциите не си работата. Ние имаме случај каде што мајката го напаѓа детето, полицијата поднесува кривична пријава, а јавното обвинителство ја одбива пријавата и кажува дека нема насилство на детето. А детето е со лекарско уверение, со оштетување по телото, а јавното обвинителство кажува дека нема насилство. И замислете, институциите само се за пари, а не се за да си ја вршат работата. Понивно, што треба да биде за насилство или за повреда на детето? Продолжете, ве слушаме внимателно. Да. Значи, во овој случај, полицијата си ја преземала целосно работата и поднесува кривична пријава на мајката, а од јавното обвинителство ја одбиват пријавата и кажуваат дека нема насилство. А во Центарот за социјални исто кажуваат, а Центарот си презема да биде и суд и кажуваат дека нема насилство на детето. Значи, најкорумпираното нешто во оваа држава се центрите за социјални грижи. Благодарност за учеството во црвена линија. Секако ве потсетувам во однос на овој случај и се што се случува не само кај нас туку во регионот и во светот, редовно кликајте на tilma.com.mk. Потсетуваме вест во однос на Министерството за социјална политика, кој што изврши вонреден инспекцијски надзор во Центарот за социјални работи. Добар ден. Ајде да видиме, секако има многу реакции во однос на случувањата, така да секако ќе потсетиме да бидете активни понатаму и во однос на темата. Секако, ајде да пуштиме едно видео кое што верувам дека ќе биде и како од функција, така да секако она што е исклучително важно е навремено да се реагира кога се случува насилство. Така да ќе потсетиме дека голем дел од кампањи се разбира оние што се надлежни, оние кои што фокусот на нивната работа е токму да се заштитат жртвите, особено од семејно насилство. Еве и пример од една кампања, едно видео, биди безбедна. Во моите права се наведени твоите... Ќе вратиме тоа да видите како изгледа, поточно можете да го најдете на YouTube со кириличен фонт, напишете Биди безбедна. Преземја мобилната апликација Биди безбедна за помош на жртви од насилство, Биди безбедна од Google Play Store или App Store и инсталира ја над својот мобилен телефон. Знаеш како да ја превземеш. Ако не знаеш како да ја превземеш, побарај помош од некој. Одбери јазик: македонски, албански и ромски. Потоа оди, притисни на црвеното копче и задржи 1 секунда за да испратиш SMS порака за помош до SOS линијата. Потоа следниот чекор е како изгледа пораката, ми треба ваша помош, се наоѓам на адреса таа и таа, пораката ја содржи адресата и локацијата на која се наоѓаш. Притисни на портокаловото копче и задржи 1 секунда за да испратиш SMS порака за помош до личност или организација по сопствен избор. Избери броеви за поддршка од својот именик. Броевите може да бидат од член на твоето семејство,
Еве уште малку. Ке вратиме се пак ова на YouTube, затоа напишете биди безбедна. Како и да е, се разбира во интерес на времето, мора да продолжиме со рекламите. Ве потсетувам YouTube, кириличен фонд, побарајте биди безбедна, многу повеќе насоки за користење на оваа апликација, која што можете да ја симнете преку Google Play. Одиме со реклами. Да ги погледнеме, почитувани, резултатите од денешната анкета. За следете на Инстаграм, секако учествувате во утрешната. На прашањето дали има насилство зад затворени врати во вашето соседство, со да одговорија 65%, не 35%. На самиот крај останува да ви се заблагодарам и секако да ви укажам сите вие кои што имате неопходност за контакт, оставите ги вашите контакт броеви во режија во Телма телевизија. Почитувани, останете со Телма и имајте убаво попладне. Доведување од мене.